Во ова празнично издание на ТВ магазинот Трилинг гостинка ќе биде Фросина Пармаковска, писателка. Речи си секоја година по едно, две, три нови дела. Едно од последните дела е Кривата Дијана. Претходно со одбројување доби исто така награда, роман на годината, и тоа во 2017 година. Добре да е во емисијата за Фросина Пармаковска. Добре најдов, благодарам на поканата. Во Кривата Дијана, меѓу другото, ставате акцент на грешка, несреќа, трагедија, траума, вина, истрајност, болка и издржливост. Колкава коинциденција, овие ваши коинцидираат и со Христовото воскреснување. Колку може да најдете некаква символика во вашата книга со оние празнични пораки кои најчесто доминираат за време на Великден? Да, морам да признам дека не сум погледнала така и благодарам еве на ова интерпретација. Може многу да биде во функција на романот затоа што преродбата, значи символиката која што ја спомнавте убаво, би била преродбата не само лична која што се случува нели на рамниште на ликот, на главниот лик, на ликовите во романот, туку и на колективната природба, на природбата на нашето општество, која што мора да ни биде мотив на сите за понатаму. Зошто не успеваме да поречи си 30 години, повеќе од 30 години самостојна држава, и во книгата, меѓу другото зборите, не успеваме да ги извлечеме поуките од грешките кои постојано ги правиме? Да, тоа е многу прашање зошто и зошто нас и тоа на толку мало парче земја, во толкава магнитуда ни се случуваат толку страшни работи. Не знам зошто се повторува, со тоа треба да се занимаваат повеќе науки, но ние како писатели, меѓу другото и наша должност да го опишеме тоа, да опишеме реалноста во која што живееме. Знаете, пред некој време читав во една колумна на Маркез кај што вели дека нивната реалност во Латинска Америка е толку извонредна, толку преполна со тие отстапки и исклучоци, што писателот не треба да измислува, просто треба што понизно и поверодостојно да ја опише. Буквално тоа и важи и за кај нас. И би додала дека ете нашата одговорност не е само да ја опишеме, туку и да понудиме решенија, би било можеби предалеку да отидам, но да понудиме една алтернативна реалност, да понудиме една слика како треба да биде, како може да биде поинаку, меѓу другото, и со тоа треба да се занимава книжевноста и ние како писатели. Имам уште еднаш кога ќе повторам: грешка, несреќа, траума, вина. Каква е македонската реалност? Во каква реалност живееме? Да, во таква реалност на грешки, на шаблони, еве да тргнеме од најпрост пример. Мене ме ожалостува, зборувам за базични работи, ме ожалостува кога ќе се вратам од негде, кога ќе видам како може се да биде плоштадот, улиците чисти. Или како, еве, не мора со Германија да се споредуваме, едно Сараево колку е зелено, секогаш доживувам зелен шок кога ќе се вратам од негде. А за да дојдам еве тука на ова интервју, има едно 10 предизвици. Треба да препливам едно езерце на нашата улица, кое што ете го раскопа топлификација, советување дека ќе врати во првобитна состојба, но тука патувањето почнува. Ако сте возач, ќе заглавите во сообраќај, јас не сум, автобусот може да го чекате 50-50, дали ќе дојде, кога ќе дојде. Најверојатно, ако врне, треба да зацапате вокал, ако не врне, треба да голтате прашина. Ако поминувате по тротоар, треба да заобиколувате, да прескокнувате ричиња од кеси со ѓубре. Па еве до пред некој време можеби на пешачки да ве прегази слободно некој несовесен возач, ете тоа да го пофалиме, мислам дека е доведено во некој ред, но реалноста е најбазично, зборувам сега, е за жал таа, ниту ја нагрдувам, ниту ја разубавувам, во таа реалност живееме. Дали може да биде подобро? Може. И тоа јас најмногу некако
ме иритира што не почнуваме од тие работи каде што не требаат многу пари. Ние еве сме мала земја, сиромашна земја, но таму каде што треба посветеност, желба, мотив, работа, ете да почнеме од тие работи. Зошто Пармаковска не знаеме или не умееме да извлечеме поуки од погрешните чекори? Видете, тоа е генерацијски проблем. Јас се надевам дека помладите генерации ќе научат некои лекции. Ние досега требаше да ги научиме. Јас пак ќе морам да повторам дека од позиција на писател тие апели мислам дека може да помогнат тоа занимавање со реалноста, со мигот, со овој, со овде и сега. Мислам дека може да помогнат кон некое насочување, некое подигнување на свеста, но и секој поединец може да се вклучи. Токму во Кривата Дијана се занимавате со реалните, со актуелните, општествени и индивидуални трауми. Под насловот на романот е Романот на верижната вина. Дали постојано префрлајќи се вината од еден кон друг, од една на друга институција, бегаме во решавање на проблемите? Па по примерите така изгледа. Сега во овој роман јас имам тенденција на крајот од романите да дадам некоја надеж, некоја ведра порака. Во овој роман се завршува тој циклус, затоа и верижна вина. На ниво на поединецот и на општеството се затвара тој круг со некоја надеж дека ќе биде подобро. Во нашето општество тој круг се затвара и се отвара. Значи, постојано имаме по станокот на светот имаме свет, настанок, некаков хаос и изумирање, но ние но продолжиме да се вртиме во тој круг и пак ќе речам дека јас лично верувам дека може да излеземе од него. Нас ни се случија навистина страшни трагедии кои што не смеат, немаме веќе луксус тие да се повторат. Зошто во речиси сите ваши романи ставате акцент на суровата реалност? Па не само јас, мислам дека ете и моите колеги, затоа што тоа ни е најблиску, затоа што тука живееме, затоа што тоа ни се случува. Дали минуваме низ една колективна траума и како да дојде до една катарза, на едно прочистување? Да, и тоа како, тоа не на една траума, еве, од последните години неколку трауми се случија. Значи да не ги набројувам, ги знаеме сите со се последната од минатата година, тоа се трауми кои што видите не може тие да се излечат одма. Тоа мислам дека генерации ќе треба и семејства и блиски за сето тоа да се излечи. Катарза би се случила само доколку би научили, доколку не би се повторило. Фросина Пармаковска, писателка, гостинка во ова празнично издание на Тема магазинот Тренинг. Пармаковска со книгата Одбројување неодамна доби и германско издание во Лајпциг, чинам. И со ова книга ја добивте и наградата Роман на годината од Славко Јане, од фондацијата Славко Јаневски во 2017 година. Дали вашата литературна книжевност е само еден сегмент од тоа колку денес се инвестира и се промовира македонската книжевност? Па за жал не се промовира многу. Ова сепак беше во организација на Европската мрежа за литература Традуки, на издавачот Ета Верлак, кој што морам само да посетам еден мал момент колку беше тоа совршено организирано и како може да изгледа баш пред малку што зборував. Значи промоцијата, 2 промоции беа, се знаеа 3-4 месеци унапред во кој ден, во колку часот, во која хала на саемот настапувате. Таа организираност, таа посветеност на процесот на сите чинители кои што учествуваа. Овие што ги набројав, преведувачот Бенјамин кој што прави мисионерска работа за нашата литература во Германија, модераторот кој што беше германски новинар Ерик Мар, кој што такви прашања имаше што самите прашања беа промоција на романот. Значи темелни
проникливи суштински прашања кои што ги откриваат и психолошките аспекти на ликовите, но и на колективот, кои што се занимаваат со општествениот аспект во романот, со културолошкиот аспект. Значи, за мене тоа беше фасцинантно. И за сите чинители со се публиката, таа внесеност, таа посветеност, тој почит, таа почит кон не кон писател, туку кон писмото, кон пишувањето како процес е еден заокружен впечаток што можам да го понесам од таму. А во однос на промоцијата на нашата литература треба многу повеќе да се прави институционално, затоа што навистина имаме одлични книги и одлични автори. И штета што некои од нив навистина не се излезени, некои книги ќе останат просто на ова поднебие, а се третираат актуелни теми, може да бидат интересни не за Европа, за целиот свет. Во насока на тоа ќе додадам едно десетина повеќе од 10 години во мандатот 3 влади се најавуваше отварање на агенција за книга, што би служела токму за промоција, но некако, јас лично на 3 трибини за тоа сум учествувала, но се остана тоа како некој муабет на маса и се зборува за потребата, но никој не се најдете да го почне тоа. Тоа би било многу голем подвиг и многу потребен подвиг за нашата литература. Што мислите, до кога културата ќе биде на маргините? Па јас литературата? Да, јас сум оптимист, така не сакам да гледам се црно на тоа. Мислам и дека не е на маргините, можеби еве вака ако зборуваме од институционална смисла, но ние имаме читатели. Јас секогаш ги спомнувам, се заблагодарувам, додека имаме читатели тука и додека тие се интересираат за нашите книги, мислам дека сме на добар пат, дека може да се направи многу повеќе институционално за промоција на нашата литература, на културата, може и така. Пармаковска, што е за вас среќа, а што радост? Па видете, тоа е едното и другото е лично чувство и етен мотив за живот. Без тоа мислам дека самиот живот би бил бесмислен. Среќа и радост е и секоја објавена книга, секој миг поминат со драгите луѓе, тие мали нешта, тој избир на нешта. Среќа е кога гледате некои работи да се подобруваат. Лично чувство кон кое што јас цел живот сакам да стремам. Како гледате на антиподот на жал и несреќа? Па тоа е, да, антипод е и тоа вака и во пишувањето може да создаде еден посилен, потресен ефект, тоа го користиме ние не само заради ефектот, туку само заради реалност, многу повеќе заради реалноста која што не обкружува, но мислам еве вака да не зборуваме сега како писател, како туку на некое лично ниво, како луѓе, сите дека треба да стремиме кон таа внатрешна радост. Како управувате со низ животните патишта? Тоа е исто така интересно прашање. Фросина Пармаковска, јас сакам пред се да гледам надеж дека ние писателите ќе можеме еден ден да живееме само од тоа, но јас во моментот правам обиди да живеам од тоа и од некои слични работи поврзани со книжевност. Ќе споменам курсот за креативно пишување кој што го почнав и кај што се запишаа прекрасни луѓе со кои што колку што тие учат од мене, учам јас од нив, пишуваме, читам и тоа многу ми исполнува. Во моментов на таа точка сум од животот. Се живее ли од книгата? Само од пишување не, тоа не е никаква тајна, особено не вака мали литератури, мал пазар како нашиот, но и по тоа прашање јас сум оптимист дека нели со техничко-технолошкиот развој, глобализацијата, дека можеби ќе имаме и ние пристап кон целиот свет. Благодарам за гостувањето и честит празник. Благодарам на поканата и исто среќни празници. Фросина Пармаковска, гостинка во ова издание на ТВ магазинот Тренинг. Во моментов многу млади сакаат и аутсорс да работат, односно да работат без да видат компјутерските, да речеме, работат за проекти. Некои имаат фирми, некои немаат фирми. Во моментов тоа веројатно се случува. Се сменија некако навиките, тоа сакам да кажам.
IT индустријата направи, не знам, 20.000 млади луѓе кои што навистина повлекоа многу инвестиции во оваа држава, купија станови, купија коли, остана, прават многу добра додадена вредност. Ама па негативната страна е тоа што они сакаат од дома да работат и по проекти, например. Еве, да речеме, гласно размислувам сега, што значи се менува и нашето општество.